Во текот на изминатото деноноќие, на територијата на државава се регистрирани вкупно 51 пожар на отворен простор, информира Центарот за управување со кризи. Од нив, 8 пожари се уште се активни, 7 се ставени под контрола, а 36 се целосно изгаснати. Активни пожари има во неколку региони: село Нивичино и Малешевските планини, Прилепското бешиште, подрачја во Прилеп и Кавадарци, како и во општините Македонски Брод, Желино, Крива Паланка, Кичево и Македонска Каменица. Зафатени се нискостеблести шуми, борова шума, грмушки и ниска вегетација. Пожарите под контрола се наоѓаат во општините Куманово, Старо Нагоричане, Кратово, Петровец, Македонски Брод, Штип и Карбинци. Изгаснатите пожари се лоцирани во над 20 општини низ државата, меѓу кои Скопје, Прилеп, Битола, Струмица, Охрид, Кичево и Велес. Министерството за здравство, во соработка со Хепар Центар, Битола и со клиниките за гастроентерохепатологија и инфективни болести, започна национална кампања за бесплатен и анонимен скрининг за хепатитис Б, хепатитис С, ХИВ, како и еластографија за рана диагноза на заболување на црниот дроб. Кампањата стартува денеска на плоштад Македонија во Скопје, а ќе продолжи и во Куманово, Тетово, Гостивар, Струга, Охрид, Битола, Прилеп, Штип и Гевгелија. Целта е да се подигне свесноста за сериозноста на болестите на црниот дроб и важноста на раната диагноза. Организаторите апелираат граѓаните да ја искористат оваа можност за проверка на здравието. Председателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, упати јавна порака преку мрежата X, истакнувајќи дека пожарникарите и војската вложуваат надчовечки напори за гаснење на пожарите што беснеат од Луштица до Дурмитор. Посочи дека силниот ветер дополнително ја усложнува ситуацијата, а ветената авиоподдршка се уште не е реализирана. Милатовиќ апелираше до институциите итно да побараат меѓународна помош преку механизмите на Европската унија и билатерална соработка, нагласувајќи дека луѓето на теренот заслужуваат целосна поддршка. 3 лица го загубија животот, а околу 50 се повредени, од кои 25 сериозно, во тешка железничка несреќа во близина на Ридлинген, сојузната држава Баден-Виртемберг. Меѓу загинатите се и машиновозачот и уште еден вработен во Дојче Бан. Несреќата се случила синоќа околу 18 часот и 10 минути кога два вагони од регионален воз скршнале од шините. Возот патувал од Зигмаринген кон Улм, а силно невреме и можност за свлечиште се испитуваат како потенцијални причини. Спасувачките тимови со часови извлекуваа патници од оштетените вагони. Германските власти, меѓу кои и канцеларот Фридрих Мерц, изразија сочувство, а директорот на Дојче Бан најави посета на местото. Железничкиот сообраќај на оваа делница е во прекин. Европската комисија соопшти дека дозволата за патување во ЕУ преку системот ETIAS ќе чини 20 евра, наместо првично планираните 7. Новата цена се должи на инфлацијата и дополнителните технички трошоци, а дозволата ќе важи 3 години. Овој систем се очекува да стартува во втората половина од 2026 година. Пред ETIAS, веќе во октомври 2025 ќе се воведе системот за влез и излез, кој ќе го регистрира секој влез и излез на државјани од земји што не се членки на ЕУ. На граничните премини во 30 европски земји ќе се земаат биометриски податоци, отпечатоци од прсти и фотографија, наместо ставање печат во пасошот. Одбивањето на давање податоци значи автоматски одбивање на влез.